огромен интерес кај македонистите од целиот свет успеа да ја поттикне меѓународниот семинар при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје со петата зимска школа. Тој се одржа од 27 јануари до 1 февруари. Македонистиката во светот дожива одличен подем, зашто сведочат голем број на успеси на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Мотивираше досега рекорден број на учесници на петата зимска школа, 100 македонисти од целиот свет од 18 земји. Во продолжение на оваа тема. Во продолжение си го чуваме јазикот. Си го браниме и си го чуваме јазикот. Добро утро за нашите гости. Јована ќе ги представи. Добро утро, од мојата десна страна асистент магистар Марија Пандева. Добро утро. Добро утро. До неа Елена Ѓоргиевска. До Елена ни е доцент доктор Бојан Петревски и како беше професор, значи професор доктор Борче Арсов. Добро утро. Добро утро. Елена, не те прашав и тебе, затоа што се концентриравме некако да ги погодиме и кои се оние представки пред имињата да ги спочитуваме. Титулите се многу важни, поради тоа што вие сте ги изработиле тие титули. Верувам дека до крајот на целиот живот успеавме нешто да се посоветуваме со вас, да побараме некое мислење, да разрешиме некои дилеми. Ги разрешивме ли? Па не се разрешени, меѓутоа ќе ги поставиме ете во предизвик челендж по ново, нели? По лингвистички челендж за оние кои што се занимаваат со јазикот и за публиката се разбира. Ќе почнеме со професор доктор Дозволи ми поради тоа што јас сакав да биде воведот со рекорден број на учесници. Сакав да биде на тоа фокусот, затоа што реално и го изработавте. Тоа пета зимска школа, речиси 100 македонисти беа од 18 земји. Така. Како беше составот на учесниците на петата зимска школа? Од кои се земји имаше учесници? Така, најпрво дозволете ми да ви се заблагодарам за поканата, но и за поддршката која што ја имаме како меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура од македонската радиотелевизија и воопшто од медиумите, затоа што без медиумите ние не можеме ниту да се пожалиме, а ниту да се пофалиме за нашите успеси. За среќа утрово сме тука само да се фалиме и како што кажавте, она што ни причинува огромно задоволство е рекордниот број пријавени учесници на годинешната пета школа на меѓународниот семинар при УКИМ. Како што рековте, речиси 100 учесници се пријавија од 18 земји, тргнувајќи од поблиското соседство, преку поширокото соседство, Европа, тука и Руската федерација, преку Соединетите Американски држави, Австралија, Монголија, Кина и така натаму. Она што може би ве интересира и ги интересира и гледачите е дека наставата се одвиваше на 3 рамништа, почетно, средно и напреднато рамниште, при што напреднатото се делеше за македонски јазик и македонска книжевност. Ние четворицата овде бевме одговорни за наставата по македонски јазик, вклучувајќи го тука и доцент доктор Дарко Томовски, кој што не е со нас утрово. Додека за групата по македонска книжевност главно беа одговорни поголем број еминентни професори од областа на книжевноста и пошироко на македонистиката, а во рамки на оваа група имаше и преведувачка работилница со која што раководеше доктор Славица Свидерска. Но она што е најважно, освен овој рекорден број пријавени учесници, е и нивното задоволство од учеството, но и од успесите што ги остварија во еден толку кус период од само 6, но 6 полни дена настава, а ние како професори, не само по македонски, како странски, туку воопшто како професори сме особено возбудени кога ќе го забележиме задоволството кај нашите слушатели и студенти, кога ќе видите како напредна еден слушател, еден студент само за една седмица, тогаш не може да не бидеме задоволни од нашиот и од нивниот успех. Од прашање кога веќе забележувате нивно задоволство и заинтересираност, каква беше нивната јазична подготвеност?
Како што ви кажав, тие доаѓаат од различни центри, некои и самостојно се пријавуваат, така што зависи од тоа колку до тој момент тие учеле или пак се интересирале за македонскиот јазик и воопшто за македонистиката. Имаме секакви рамништа, како што ви кажав, од почетното рамниште каде што имаме буквално од нула, што би рекле, па имаме едно малку понапреднато почетно рамниште каде што веќе имаат некакви познавања или изучувале неколку месеци, еден семестар или слично, преку средното рамниште каде што веќе и дискутираме многу подлабоко на некои теми, па се до напреднатото рамниште каде што имаме веќе и зборувачи кои што имаат ниво на речиси народен зборувач на македонскиот јазик. Да не ги запоставиме дамите, може ли да? Може. Да и поставиме предизвика и презимето. Да, Марија Пандева. Да, повелете. Да. Знаете на што ме асоцира веднаш презимето. Да, каква е организацијата на школата и како функционира истата? Оваа школа, односно Петата зимска школа по македонски јазик, литература и култура е дел од меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ, кој што исто така ги одржува и летните школи по македонски јазик наредната година, односно оваа година 2025-та ќе се одржи 58-та летна школа по македонски јазик, литература и култура, значи тука имаме една многу голема традиција на семинаристи кои што доаѓаат од целиот свет во Македонија и пред 5 години се започна и со зимската школа, која што исто така е раководно тело на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Секако ние сме под УКИМ, односно ова работно тело е под УКИМ, што значи дека главна и одговорна е ректорката професор доктор Билјана Ангелова, како и директорката на семинарот професор доктор Кристина Николовска и секретарот на семинарот магистер Евдокија Илиевска, кои што се нашата управа и тие се одговорни за сите работи што се случуваат зад наставата, која што вржевме ние лекторите заедно со колегата доктор Дарко Томовски. Исто така тука треба да се спомене и председателката на Република Македонија, Гордана Силјановска-Давкова, која што е покровител на летните и на зимските школи на меѓународниот семинар, и исто така Советот на меѓународниот семинар, кој што е составен од професори од Филолошкиот факултет Блаже Конески, институтите за македонски јазик и македонска литература и секако директорката на семинарот, како и проректорот Скепаровски. И исто така многу се важни лекторите кои што ги држат часовите на сите рамништа, како што веќе кажа и мојот колега професор доктор Борчарсов. Но најважни од се семинаристите, односно оние кои што доаѓаат од странство да го учат македонскиот јазик, македонската култура, македонската литература, и овде ќе парафразирам ректорката на УКИМ, како што студентите се смислата на постоењето на УКИМ, така семинаристите се смислата на постоењето на семинарот за македонски јазик, литература и култура. Горан Пандев не ви е роднина или вие? Не, не. Го чекам Нама зошто се? Па да си објаснам, да не помислите вашите кој знае што. Кај добрата организација, каква беше програмата, Елена? Програмата на Петата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ имаше една збогатена програма, еден концепт кој што беше доста збогатен, особено имавме нови содржини. Треба тука да ја истакнеме и збогатената програма на групата за македонска книжевност и култура, во која што имаше палета од разновидни предавања од областа на македонистиката, од врвни македонски професори. Исто така треба да ја споменеме и преведувачката работилница, која за 6 дена преведе повеќе од 35 песни од нашиот великан Анте Поповски во избор на професор доктор Кристина Николовска. Препевите ќе бидат издадени, изданието ќе носи наслов Анте Поповски на океан од јазици. Исто така програмата оваа година вклучуваше и представување на македонистичката мрежа за академска мобилност ЦЕПУС, потоа представувањето на дигиталната платформа Буки. Буки е една дигитална платформа за транскрипција на говор на македонски јазик,
која што ќе им помогне на семинаристите и на сите нас при работата со македонскиот јазик и исто така представувањето на универзитетското собрание на УКИМ, така што имавме доста богата програма оваа година. Кога сме веќе го спомена Анте Поповски, би сакала да напоменам, него кажавме овој сегмент, Петата зимска школа беше во знакот на одбележувањето на големите јубилеи, 80 години од македонската азбука и македонскиот правопис. Споменавме еден од великаните на македонската книжевност и култура, но и други исто така, Григор Прличев, 195 години од неговото раѓање, Константин Миладинов, 195 години од неговото раѓање, Анте Поповски, 70 години од првата стихозбирка, Ташко Ѓорѓиевски, Живко Чинго, 90 години од раѓањето. Ние ги споминавме во најавата. Сега да се вратиме ние на посилниот пол. Може. Каква е врската на лекторатите по македонски јазик и лекторите со зимските и летните школи? Една од клучните дејности на семинарот за македонски јазик, литература и култура е организацијата на лекторатите по македонски јазик во странство. Во моментов има 11 лекторати во 9 земји. Освен тоа, македонскиот јазик се изучува и на други универзитетски центри, каде што го предаваат наставници вработени на тамошните универзитети. Улогата и значењето на лекторатите и лекторите се навистина повеќестрани. Во таа смисла, учесниците на летните и на зимските школи се регрутираат токму преку лекторите, се разбира по претходна покана од семинарот. Освен тоа, лекторите се вклучени и во наставата на школите на семинарот. Например, колешката Елена Ѓорѓиовска во моментов е лектор на Универзитетот во Букурешт. Колешката Марија Пандева беше лектор на Универзитетот во Москва, Ломоносов, а колегата Борче Арсов и јас бевме лектори на Иналко во Париз. Сите сме поминале низ таа фаза. И за лекторите обично се вели дека се културни амбасадори на својата земја. Тоа не е само некоја метафора што се употребува по инерција, туку навистина нивната заслуга, нивното значење за афирмацијата и за функционирањето воопшто на македонистиката во странство е огромна. Повелете? Ајде сега. Дилемата Сакаме да подпрашаме и двајцата. Подпрашање, ама ова е така. Сега дојде подпрашањето, се постави само по себе. Промашувате акцент некогаш? Намерно. Намерно. Зависи Знаете што ли да подразбираме зборите под некого за да грешка во проверите, акцентот. за да видите колку си го познаваме јазикот? Додека ве слушам Или и поправаме, ги делам Ги трето сложно поправате? зборовите, не промашивте ни еден досега. Ви се случува да промашите разговорно, кога сте сами, кога пеете, ви се случува некогаш да го промашите акцентот на македонскиот јазик? Па нормално е да погрешиме и ние. Секогаш Луѓе треба сме да бидеме многу праваме. свесни за контекстот. Јазикот не го употребуваме на ист начин во сите контексти. На еден начин разговараме, например, во моментов, а сосема на друг начин во разговорниот јазик. Помине од јавната шпица. Од јавната, да, но не се забележува некоја голема промена во начинот на кој што и сега зборуваме и претходно кога се подготвувавме. Поправате, да, но ве прашуваат ли сами, како нас, кои што имавме дилема во како се изговара, зошто и така натаму? Ве прашуваат ли сами? Да, секако постојат прашања, Сам да, но постојат и многу алатки кои што и не Добро. ги познаваат, за жал, многумина каде да се консултираат за некои прашања што ги имаат, а сега во 21. век имате правопис, речници, не само еден, туку повеќе. И онлайн. Онлайн, така, апсолутно, кои што може да ги користат во секое време. И генерално, кога јас знам дека одговорот на тоа прашање може да го најдат на интернет, јас ги упатувам таму, им велам, наместо малку да скролате, можете да погледнете на некој од страниците и таму ќе го најдете одговорот на прашањето. Но многу често и да, сакам да одговорам на дел од прашањата, особено некои што се малку по инспиративни за одговор. Добро, Имаше такви? англицизмите. Секогаш има. Имаше Секогаш пред да има. почне емисијата така и за тоа. Имаше, се Имаше, согласен. да, добро се пријавивме, двајца сме. Често, знаме да го наречеме скопски сленг, така нели?
често тие изрази кои што сега го споменавте веќе како да ни влегоа во речникот, дали кај вас во слободниот говор знае да се најде некој таков или едноставно не дозволувате затоа што вие треба да бидете примерот Чуварите. од кој што треба да црпиме, од кој што треба да гледаме како треба. Ако зборуваме за разговорниот јазик и ако бидеме искрени, се разбира дека да. А ако зборуваме за ситуациите во кои треба да се зборува стандардно, тогаш се разбира дека настојуваме да употребуваме македонски соодветници, онаму каде што имаме. Инаку англизмите се неминовен дел денес не само од македонскиот, туку од кој да е јазик. Добро, колку е битно, вистина. односно не колку е битно, затоа што ако е битно не може да биде малку или многу, нели, тогаш е битно. Колку е важно да се чува јазикот, да се чува вистинската форма, да се применува онака како што е изворно и преку книгите и преку речниците и толковниците е насочено да се користи. Колку е тоа важно за еден јазик, за народ, за еве ќе почнеме со дамите. Да. Секако дека е многу важно да се чува македонскиот јазик, но исто така треба да се земе предвид дека јазикот е жива материја и постојано се менува. И многу е нормален на тој процес да доаѓаат и јазици и зборови од англискиот јазик и од други јазици, особено сега со социјалните мрежи и медиуми. Ние не можеме да ги тргнеме од јазикот тие зборови кои што доаѓаат. Секако можеме да составиме нови кои што ќе бидат еквивалент на тие зборови, но дали јавноста ќе го прифати тоа не може да се знае, затоа што ете има, например во Хрватска има зборови како самослик, си извадија такви некои сложенки, но ние не забележуваме дека некои такви зборови се прифаќаат. Што значи дека секако треба да бидеме да бидеме отворени кон промената на јазикот, но тоа што е суштинско треба да се чува. Граматиката треба да се почитува, правописот треба да се почитува, структурата на реченицата треба да се почитува и за тоа треба уште од најрана возраст сите деца македонци да се учат и да го почитуваат. Па и оние возрастните да го пренесуваат тоа на идните поколенија, нели? Да, секако, но треба да се почне од децата, затоа што како ќе се научи јазикот, така зборуваме и понатаму. Колку е важно, еве сега уште едно прашање, колку е важно да создаваме, не да измислуваме, туку да создаваме зборови кои што ќе ги менуваат интернационализмите. Нашиот јазик да остане наш. Да. Така, Соодветна замена да најде. Јас би сакал, најпрво би сакал да се надоврзам на ова што го кажа колегата Петревски во врска со раслојувањето на јазикот. Односно, не во секој контекст ние треба да користиме исти јазичен израз. И познавањето на македонскиот јазик не значи само познавање на стандардот, туку умење како да се снајдеме и кој јазичен израз да го користиме секаде. Ако јас излезам со своји пријатели во кафуле на вечер, сигурно ќе кажам и скрола и не знам уште кои други зборови. Бидејќи тоа и се очекува во дадена средина. Јас ако отидам на пазар, можеби јас ќе кажам колку кошта нешто и слично. Меѓутоа, онаму каде што треба, каде што мора, како што е оваа ситуација, јас секогаш кога гостувам на некој медиум нагласувам дека таму, меѓу другото, се сее стандардниот јазик, таму апсолутно мора да се следи строга норма. И онаму каде што треба да бидете проф. Тоа е помалку важно. Ги споменавме децата, да, треба да се пренесе знаењето. Секако. Да. Јас би додал една кратка реченица. За квалитетот на употребата на еден јазик многу е позначајна креативноста на неговите зборувачи од строгоста на граматичарите. Така што тоа мислам дека треба да го имаме предвид. Добро, да ви заблагодариме за учеството ова утро. Се надеваме дека помогнавме во промоцијата и презентацијата на она што го правите, а правите едно благородно дело, ни го чувате јазикот, чувајте го и понатаму, бранете го. Едуцирајте ги оние кои што доаѓаат однадвор, а слушнавме дека ги има многу, нека ги има уште повеќе. Бидете така и во следна прилика повторно ве чекаме со други дилеми, можеби и јавно ќе ги отвориме. Благодариме уште еднаш. Благодариме за гостувањето.